Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде Неждет Мустафа, заменик министер во Министерството за односи меѓу заедниците и председател на ОПЕР, Обединета партија за еднаквост на ромите. Добре дојдовте и честит празник, денеска е меѓународниот ден на ромите, честит празник за многу години. Добра вечер и благодарам за вашата покана, вака што се вели премиерно учествувам во оваа емисија. Денес токму на меѓународниот ден на празник на ромите, кој официјално е ставен во Законот за празници на Република Северна Македонија, дозволете ми да ги поздравам сите роми каде и да се наоѓаат во нашава држава, надвор од државата, оти овој празник денеска го слават некаде околу од 12 до 15 милиони роми низ Европа. И на ромски дозволете ми да ги поздравам. Магда Ромален Меви Лестер поздравинават мен. Мангавате честитинавту мен го празников тото април. Коте со генерација више славина Елекова, а и Амендаки Република Македонија. И се мен можност официјално те славина аква романо празнико овен састе. За многу години уште еднаш. Но еве, господин Мустафа, кога и каде 8 април всушност е прогласен за меѓународен ден на ромите? Тоа е веќе тема која што секоја година ја дискутираме и добро е историјата да се повторува и да се спомнуваат ваквите нечести такви историски настани кои што ги има кај ромите. Би сакал една ретроспектива да направиме како се дојде до овој празник, да се собираат одредени протагонисти, истомисленици, традиционалисти кои што најголем дел од тоа време беа луѓето велам традиционалисти, а не така добро едуцирани, во кои што имаше и такви. Ама се дојде до идејата во Лондон да се собират и да ги постават неколку точки за дискусија како би се менило перцепцијата и представата за ромскиот народ кој што е растурен низ цела Европа. Нивната енергија и нивната заслуга што направија сума сумарум на тоа време беше едно умие, многу тешко можеше да се говори за правата на ромите. Беа речиси и понижени и исцврлени од било која држава каде што се наоѓале, доколку се сомнева дека не се добро дојдени во нивната држава. Преку својата историја ромите имаат страшно патешествие и нивните вредности што ги одржи е нивниот јазик. Ние го имаме ромскиот јазик на кој што можеме по дијалект малце да се разликуваме, но во суштина го говориме тој истиот ромски јазик. Дали ромите живеат во Македонија, во Романија, во Германија, Франција или во Америка, може само некој збор да биде различен по дијалектот на ромите каде што припаѓаат како племина. Но во суштина тоа е нашиот дом, тоа е нашата татковина, тоа е она што не одржува. Така да овие протагонисти во Лондон заседава и 3 дена имаше по историските записи, имале сериозен труд и сериозен ангажман, па рекоа дека мора да направат нешто како би овој голем народ по одредени сознанија излегува од Индија, да се направи, да се дефинира нивниот идентитет, оти се растурени и не се знае практично кој е овој народ кој што е растурен из цела Европа, а ги викат на најразлични називи. Она што денеска се гордееме на нивната одлука и на нивната стабилна анализа, се зафатија да донесет одлука, резолуција, да сите роми во светот официјално го носат етничкото име како роми. Не како по француски жетон, германски цигојнер и по другите јазици. Рекоа дека нашиот народ има да се вика низ целиот свет роми. Тоа е голема вредност. Следна една историска одлука која што ги ставаше темелните вредности на етничкиот идентитет на ромите, се прашува ако секој народ има свој јазик во тој случај, ние би требало да имаме исто така едно знаме каде што ќе се препознаеме дека сме роми и на тој ден на сите роми ни целиот свет да им оставаме аманет да го користат знамето ромско. И тоа знаме да ги поврзува.
Мислам дека тоа беше една историска вредност на ваквите мислители кои знае да го дефинират идентитетот на една заедница. 71 година, 1981 година, тешки години. И се усогласија околу деталите на знамето како треба да изгледа, инспиративни од знамето на Индија и нивното историско наследство, тие патувачки коли кои што ги имали, тие тркалата кои што ја знаеле, болката, раната, плачењето, солзите, насекаде каде што беа истерани од државите кои што не ги сака како таква заедница, а се решија да го стават и тој символ на ромите, понесен од нивниот живот. Кога се усогласија ставовите околу знамето, тогаш рекоа во ред, сега ни треба уште еден детал, а тоа е да го затвориме овој наш идентитет и химна. Размислувајќи на многу песни кои што се пропеале низ ромската историја, каде што беа содржајни преку нивното патешествие во тие тешки времена и пред Првата и Втората светска и после војна и после Првата и Втората светска војна, се решија едногласно да ја прифатат песната Джелем Джелем. Навистина жалам што во моментот не ми е на ум композиторот кој што го направи овој текст. И овие три елементи, овие три резолуции, одлуки ги прогласија да бидат историски одлуки и да се расшират за генерациите кои што ќе следуваат. И замислете, тие одлуки се донесени во тоа време, 71 година, а они веќе добиват искрена, практична служба, во практична служба, тек после 30 години. Требаше да помина 30 години, за да ромите ги прифатат овие и секој поединечно со своите организации, со своите политички партии, со својот интелектуализам, еден ренесансен период кај ромската заедница после 30 години, неколку генерации кога веќе помина, почна од држава во држава, од град до град, од село на село, каде што живееле ромите, да го прифатат 8 април како заеднички ден на сите роми низ целиот свет, да го слават и да ги покажат своите национални вредности по кои чекоруваат. Ние во Република Македонија, кои имаме овој наш празник во составот на Законот за празниците на заедниците, и мислам дека сме една од првите држави во Балканот и во Европа кои што официјално тогашна Република Македонија, сегашна Северна Република Македонија. Вемувам без Северна само заради мене и аудиториумот не сме навикнати на тоа, нас не може. Благодарам. Ево контекст на Законот на празници и денес веќе активно цела една декада нема место каде што ромите на 8 април не го слават официјално и како што ви реков, од 12 до 15 милиони роми, како една паневропска заедница, ги афирмираат овие резолуции, овие одлуки, чекорајќи по новиот пат, по новиот сон на оваа нова генерација, каде што јас често говорам дека ромите го променуваат својот ментален склоп во однос на својот национален идентитет. Сака да се борат против секој тип на стереотип, на дискриминација, на инфериорност и сака да се докажа дека ова генерација е способна и моćна да не бидат пасивни посматрачи на својата мизерна состојба во однос на нивната инфраструктура, невработеноста, сиромаштијата, необразованието, него се решија по 2 децени моја активна политичка работа и артикулирање на суштинските ромски проблеми кои што ги имавме од пред 20 години со помош на многу други активни ромски политичари кои делуваа политички во македонскиот политички етнички дух, да можат да ги елиминират овие предрасуди кон ромската заедница и да сватат сите дека ние сме една заедница која шири позитивна енергија.
нашиот тон на барање на нашите права секогаш е со пријатна доза на барање. Ние не сме народ во нашиот ген, во нашата култура, а не е да покажеме некоја агресивност во однос на нашата тешка економска состојба која што имаме се уште ги имаме ромите низ целиот Балкан, па и во Македонија и во Европа, кои многу тешко екзистират и кои мнозинските заедници гледат со страшен стереотип кон ромската заедница. Но јас верувам дека овој сон, како на Мартин Лутер Кинг во Америка, полека и полека со постанувањето на ромската заедница дека основна лекција во демократијата е да се знае, да се изучи вредноста на гласот. Една заедница, една нација, еден етникум, колку повеќе го негува во колективна смисла својот етнички глас, они се повеќе и повеќе постануваат авторитет со тоа што со својот глас се вклучуваат во системот на една држава. Во тој случај, нужно е тука консолидирање на гласот на една етничка заедница. Јас сум среќен што ние сме спори во овој процес, имаме успорен развој, но во рете што веќе чекориме кон едно правилно политичко престројство и навистина сакам да ги опоменам сите дека ние сме многу свесни колку е вредноста на Охридскиот рамковен договор и колку се рационално користени програмата од К5 програмата која што беше финансирана и мислам дека се уште е финансирана од Европската унија во правична имплементација на рамковниот договор. Дека ние како заедница и мислам и другите заедници тука изостанавме во правичната имплементација на ромската заедница, во нивната инклузија. Само на една заедница. Така, во нивната инклузија и во нивната интеграција. Но ето и тоа време поминува. Со нашето именување во државата со официјални државни функции, сметам дека ние даваме силен сигнал дека сериозно сакаме да постанеме како еднакви меѓу еднаквите граѓани во нашава држава. 34 години Македонија ќе слави годинава токму како дел од независноста. Поминаа 34 години, но еве каков е сега во моментот третманот на ромите и ромскиот јазик во Македонија? Значи, мораме да кажеме дека имаме во еден позитивен размер развој на етничкиот ромски идентитет. Дека особено владите на ВМРО ДПМН многу објективно дават секогаш многу поголема можност за афирмација на етничкиот ромски идентитет. Што јас сметам дека ние можеме да бидеме многу поуспешни. Има некои историски настани кои што треба да ги познаваме ние како политичари, познавајќи ги политичките движења и престројувањето на државите со етничките заедници, со одредени препораки од Европската комисија. Мислам дека се уште на ромската заедница на нас ни недостасува созревање во однос на консолидирање на нашите редови. Верувам дека тој сигнал од година на година, јас веќе 10 години активно работам околу тоа, дека ние можеме да имаме 4, 5, 6 политички партии, тоа е добро за поздравување, но во одредени моменти мора во однос на етничкиот идентитет на ромската заедница, на сиромаштијата, бесправеноста, дискриминацијата, лошите услови за да можат децата да ги посетат и да бидат воспитани во градинките. И тоа го надминавме уште од моето време како министер без ресор, задолжен за имплементација на декадата, но сепак нашиот политички слух ќе мора да ни дава директива на мозокот, на нашиот ментален склоп на осцилациите од етничката разлика меѓу сите други во Република Македонија, мора да ни дава директива дека за нас е нужно да се консолидираме, односно да се обединиме. Да со нашето обединување ние ќе рефлектираме еден силен авторитет во кругот на политичките партии и на преговори, каде што
се прави развој во било која држава, во тој случај нашето обединување во коалициите со кои стапуваме на изборите ќе добиват многу посилна вредност за наградување на нашиот глас. Доколку и понатамо не ја сватиме оваа демократска лекција дека кралот, круната на демократијата, водичот на демократијата и правичниот статус на било која заедница е авторитетот на гласот. Ако по наредба на консолидираните ромски политички партии велибе дека новија локални избори во интерес на добитната комбинација на оваа политичка партија ќе направиме коалиција сите со нив. Значи, овој круг на органограм е многу широк. Можеме да бидеме задоволни сите ромски политички партии. Одредена политичка партија има свој огранок, да кажеме, во Кочани, во Виница, и она ќе биде наградена со советник на добитна комбинација во градот Кочани и Виница. Другата во некој друг град, третата во некој четврта и пета. Во тој случај ние ќе можеме како корпус на коалициони ромски политички партии обединети да идеме во преговорите со едната, втората или третата политичка партија и да ги оправдаме гласот на граѓанинот кој ни го дава. Доколку ние успееме оваа лекција да ја прифатиме дека нашето обединување ќе донесе силна енергија и синергија во тој случај со нашата ромска заедница, на локално ниво да им помогнеме со локалните проблеми што ги тиштат нашите роми во секој град. Што придонесува тоа? Видите, еден пример. Кога би имало во било кој град во Република Македонија, а нема град каде што нема роми, и мислам дека на локалните избори, од која страна преминуваат гласовите на ромите, особено во Источна Македонија, таа ромска политичка партија постанува победник. Значи, замислите, ние сме победнички гласови. И оваа лекција, ако не ја изучуваме и ако не ни е директива на нашиот мозок и на политичките партии ромски и на ромските невладини организации, тука ако не правиме еден корпус на висока национална етничка свест, можеме да си помогнеме на нас и на нашата држава. На нас можеме да помогнеме со тоа што ќе имаме во секој град по еден и два советника. Што значи тоа? Кога имате советник во локалната самоуправа, вие сте активен субјект во креирање на локалните политики. Што значи дека вие нема да зависите во тој случај од волјата на градоначалникот дали ќе влегува во ромските населени места да става водовод, канализација, електрично осветлување и така натаму. Инволвирање на вработени во локалните предпријатија. Вие имате глас. 2 гласа се доволни за да некој направи мнозинство да располага со владењето на локалната самоуправа. Одлучувате за буџет. А можете да се изборите како локален советник да давате предлози на секој годишен буџет, да давате во годишната програма за имплементација на урбанистички проекти, да се инвестира во ромските населени места. Можете да давате директиви во однос на образованието, да се подобрат условите на ромските деца, да не влезат со каливи чевли, чизми и така натаму, него локалната самоуправа со фондации, со други субјекти, да можете да издействувате, едноставно да издействувате во ситуација каде што можете едноставно да помагате на заедницата. Да не ви одвлечам големо внимание, но само сакам да објаснам која е лекс специалис за нашиот следен напредок. Ете, ова се искуства. Да бидеш во кариера со 2 мандати од секоја позиција, сметам дека е феномен некој да помине таква кариера, како што е впрочем со мојата политичка партија. 2 мандата да имаш градоначалник на локална самоуправа, ги познаваш законите како функционира и на локална самоуправа. И тоа искуство и знаење, имам должност да го пренесам на генерациите. Да постанеш пратеник 2 мандата во собранието, како и на кој начин можеш да ја подобриш, да го подобриш политичкиот статус преку амандмани на сопствениот народ, преку дискусии кои што ќе бидат плодни, продуктивни во интерес на твојата заедница, тоа исто така тоа искуство
би сакал на вистина да им го пренесам на генерациите и на крај да постанеш прв министер во Европа, во Балкан, со 2 мандата и имаш оварски должност, сето тоа да го пренесеш на собствениот народ и да биде послушен дека таквото искуство, и ова што го реков пред малку, од никого не ќе можат да го добијат. Секој сака за време на изборите да ги користи било кои етнички гласови за собствени интереси на било кој начин. Тука математиката на ослабување на помалите етнички заедници потпаѓа доколку се нема цврст авторитет и цврст збор. И кога ќе идеш на преговори и кога ќе го дадеш својот збор дека вие ќе имате 50-60 илјади ромски гласови, кои што ќе ги давате во коалиција, до 70.000 гласови, во тој случај имате вие моќна преговарање. Вие не молите за коалиција, него ќе ве молат за коалиција, оти со 50, 60, па и 70.000 гласови, можни се во 6 добитни комбинации. Оти имаме 6 изборни единици, со ромските гласови. На секоја политичка партија можеме да им даваме со плюс 1 пратеник во секоја изборна единица со ромските гласови. Ова дефинитивно има обврска и должност денес, на денот кога милиони роми го прогласуваат овој ден на правичноста, овој ден на борбата на ромскиот народ да излезе од оваа пасивна состојба, од оваа посматрачка состојба на својата мизерија, на својата сиромаштија, на својата необразованост, било каде да стави крај, да ја свати основната лекција, дека во секоја демократска држава нема поклони. Правата се добиват на демократски начин. А демократијата си има свој закон, своји правила. Гласот. Гласот е моќта на било која заедница во било кој простор да се наоѓа. 91-та е сега 25-та, така и да е на 8 септември, реков ке славиме 34 години од независноста. Каков е третманот на ромите од 91-та? Еве и сега исти е третманот, има ли подобрувања, се развиваше ли приказката или? Мораме да бидеме објективни дека во нашава држава, која е инспирација на сите други држави во Балканот, нашето политичко движење даде доста големи примери и искуства кои што им ги пренесевме во другите држави, како може да ги имплементират декадата на ромите, која што беше оврска од Европската комисија. Имаме развој, но незадоволителен е. Имаме резултати, но треба да се бориме уште. А дека во Република Македонија инклузијата и интеграцијата на ромите е успорена, тоа е де факто. Де јуре, каде е проблемот? Сметам дека не бевме толку будни навреме, веќе 20 години како се имплементира Охридскиот рамковен договор, не само ние, него и влашката, и турската, и српската, и бошначката партија, не бевме толку итри и мудри, со многу поголем притисок да направиме со тој буџетот на имплементација на Охридскиот рамковен договор за неговата правична имплементација на инклузија и интеграција на сите заедници кои што се наведени во тој Охридски рамковен договор, не бевме толку моќни за да тоа го продолжиме и добиваме и денес во државата еден правичен развој на сите заедници, за разлика во штета наша, каде една заедница во огромен сразмер и недостапна веќе до другите етнички заедници, тоа е едното што тоа е причина од наша страна, од етничките заедници, а и друго, сметам дека и македонските политички креатори кои што беа досега лидери во водењето на државнички политики, поради политичките коалициони интереси, беа немарни за моменталната ситуација кој што сите ја нарекуваме бинационална релација, бинационален концепт. Тука е отворена таа тема на која што кога би барем македонската страна била таа која што требаше да им помогне на малите етнички заедници, да им подава рака и слух дека имплементацијата требаше да биде сразмерно
имплементирана во однос на нивната интеграција и инклузија. Што значи тоа? Значи, во сите органи на локалната, законодавната, извршната и судската власт требало да се внимава на нивната инклузија на сите заедници кои што ги сочинува према Уставот на Република Македонија. Тоа е тој моментум каде што не беше созрян во нашите умови, во нашите етнички партии, а исто така и тоа е голема вина и на македонските политички партии, кои пасивно тоа го гледале и сега имаме таков продукт денес. Како човек со богата политичка кариера, функционера долгогодишен, градоначелник, министер, заменик министер, но и човек кој што одлично ја познава ромската заедница и приликите таму, каде цените дека заостанува, ако заостанува ромската заедница во својот напредок и на што во целата оваа приказка треба да се даде еден посебен акцент, можеби? Почитување на законите. Така. Не имаме перфектни закони, но имаме импровизација на законите. Тоа е општо, простете, не само за ромската, тоа е за сите заедници. Сега говорам општо. Општ проблем на целата држава. Сега говорам општо дека 2-3 децении веќе ние имаме прекрасни закони, но креаторите на законите во досегашното искуство од година на година созреа до тој степен кога веќе меѓународната заедница и преку годишните извештаи кои ги праќа до нашата држава и до сите други држави во Балканот, во континуитет беше опомената дека почитувањето на законите може да рефлектира страшни последици. Што значи тоа во дипломатијата? Кога вие имате препорака во дипломатијата, тоа значи, со други зборови, отворете ги очите, почитувајте си ги законите, во обратен случај ќе имате рефлексија негативна од неупотреба на законите, која што ќе ве кошта многу на граѓански јазик. Значи, ние практично законите кои што ги носиме во законодавниот дом, а извршната власт која што треба да ги имплементира законите, секогаш потврлуваме и од законите кои што се општи и нужни. Што значи тоа терминот? Општи и нужни. Во политичката филозофија тоа говори дека законот важи подеднакво од председателот на држава, премиерот на држава, министрите, председателот на собранието, пратениците, локалната самоуправа, началникот, советниците, судовите, општо, значи важи за сите и нужно, не по нивната воља. Значи подеднакво, општо и нужно. Значи, импровизацијата на законите не доведе до ваква ситуација, дури веќе гласно да говориме дека законите се врзани за корупција веќе. Кога вие не го практикувате законот, во тој случај доаѓа моќта на корупцијата. И тоа е веќе рак рана во една држава која што веќе таа е болна држава. Значи, ние во моментот имаме една држава, инфективна држава, која што треба сега со специјалиси, експерти, како што секој ден ги тресираат тие политики доста сериозно, со доста сериозни сигнали премиерот Мицковски и кој 24 сата ги репетира, ги повторува истите изјави дека законите мора да се почитуваат. Он, како што вели, почнувајќи од мене самиот, до моето семејство, па до последниот граѓанин. Без разлика на неговата етничка припадност. Значи, законите на државата не се направени према етничката припадност и да направиме толеранција. Да, ромите се најсиромашни од сиромашните и затоа законите за било каков криминал, недоследности и така натаму не смеат да се казнат ромите. Но мене ми е многу тешко кога слушам, ќе најдат некое ромско семејство со некоја количка пред некој ден тоа беше, со некои дрва ситни и така натаму, и го фатија полицајците и го осудуваат, не знам, на неколку години, само поради тоа што поминал покрај некоја шума, ставил некој парчина дрво и сега најлесно е да се судат сиромашните, односно немоќните. Значи, кај нас
законот важи кај за немоќните. За оние моќниците законот не важи. Сега ова влада ги креира политиките на сериозност, на доследно почитување на законите. И гледате дека имаме во однос на такви креирање на политиките, целата Европска заедница, Европската унија, Европската комисија вела дефинитивно оваа држава дојдува до самосвест да се почитуваат законите и да се лечи државата од корупција и криминал. Дали сте оптимист на овој план дека можеме да го санираме оној девастиран, разрушен систем кој што беше таков во текот, особено на минатите 7-8 години? Дали сме на добар пат и дали може и вие како влада да го направите конечно на тоа што треба да се направи и да се врати системот, конечно да излеземе победници еден вид во целата таа приказка, да го санираме она што е разрушено? Може ли тако нешто да се стори или премногу е отидена работата? Видите, ова не е некој феномен кој што се појавува само во Македонија. Пред официјалното членување на другите балкански држави како Хрватска, Словенија, па и Романија и Бугарија имале таков феномен на болна држава од криминал и корупција. Ама критериумите на Европската унија ги дотера до тој степен да доаѓа до ситуација кога се исполнувале критериумите и државата стана во права смисла на зборот држава. Ние мораме да се ослободиме од нашиот колонијален менталитет на зависност од корупција и злоупотреба на законот. Овој колонијален менталитет кој што ни е присутен со генерации и наследен дури, премиерот со огромна енергија, со целиот свој тим секојдневно се бори за да остави сериозен впечаток дека Република Македонија како една држава нема мала и голема држава. Нема мала и голема сиромаштија. Нема големи и мали нации. Ова е држава во права смисла на зборот. И како таква држава никогаш ние не можеме и не смееме да бидеме песимисти дека нема да ја бива државата. Имаме стабилна генерација. Жалосно е што елитата на образовани кадри од сите профили ни разочарани, падна во песимизам, падна во страшна депресија, незадоволни од системот, ја напуштија државата во западните држави и гледате они како западните држави со отворени раце ги примија и за нивната стручност, како перфектно ги наградуваат. 20 македонски лекари имаше во една болница во Германија. Една болница имаше 20 македонски лекари. Пораз за нас тотален, апсолутно. Значи како тоа доаѓа веќе ние рековме. Како да ги задржиме? Единствено што можеме да идеме по колосекот на стабилна држава и по вагонот на Европската унија која што ни дава конкретни препораки, да го задржиме пред се авторитетот на нашиот национален државен идентитет, значи македонскиот државен идентитет со заедниците, тој курс тамо, а нема дискусија ни горе ни долу, тука не смееме да бидеме попусливи и политиката на кичмата која го афирмира тој термин и премиерот, не смееме понатаму да идеме, мораме да бидеме стабилни во однос на тие државнички позиции, а да даваме сигнали дека граѓаните се спремни да се почитуваат законите, но и државата со своите раководни извршни органи ќе застанат врз законите, не врз корупцијата. Доколку оставаме сериозен впечаток кон нашите граѓани дека креираме стабилни одлуки, не импровизации, ниту па декоративни поставувања. Видите, ниту една влада која што помине, не помина неказнета кога се обидуваше граѓанството да го манипулира. Тие чекори се многу мали. Овој народ, овие граѓани во Република Македонија знаат да ја препознават вистината. И во тој курс, доколку, а јас верувам дека стабилно ова влада ќе го води овој курс на непопустливост на секој грешник кој што се обидува да ги прекрши законите, правилата, правичноста
еднаквоста, мислам дека во тој дух, во таа енергија ќе добиваме синергија на граѓанство, кои луѓето ќе престанат повеќе да размислуваат на својата национална припадност, етничка припадност, него ќе се фокусираат да бидеме граѓани на Република Македонија. Тоа со гордост секој еден граѓанин кој ќе биде задоволен економски од своите примања, ќе биде задоволен од својот личен доход, ќе биде задоволен од грижата на нивните деца во процесот на нивните образование на нивните деца, ќе бидат задоволни од условите кои што ги нудиме во градинките за нивните деца, ќе бидат сигурни во здравството дека луѓето таму идат да се лечат, а не да умираат во болници да не умираат. Ќе ги носат полуздрави, од таму излегуваат мртви. Ќе ни веруваат и земјоделците кои им нудиме бенефиции и кои им нудиме субвенции во однос на афирмирање на нашето прекрасно земјоделство. Ние бевме една од најдобрите држави во Балканот, па и подалеку. Имавме прекрасни земјоделски производи кои што не можеше друга држава такви производи да направи, кои што можевме ние. Имавме многу силно сточарство и така натаму. Сето тоа треба да го вратиме, секој да си ја сработи својата работа. Се вели, секое српско дете не може да биде гете. Некој може да биде гете. Така да и кај нас, секој граѓан не може да биде политичар. Некој ќе биде земјоделец, некој лекар, некој инженер, некој и така натаму и така натаму. Повторно да се поврзам со ромите. Ние во ова престројување, значи не сакаме декоративно да ги посматраме. Побида времето кога сме биле декор во однос на донесувањето на одлуките. И тај инфериорна положба, јас сум убеден дека моите поддржувачи партијата и другите ромски политички партии силно ќе ме поддржуваат. Вак инфериорна позиција на ромската заедница понатамо во градењето на довербата на државата во никој случај нема да дозволиме. Ќе учествуваме да го преминеме најтешкиот моментум во државата, но во исто време ќе си ја бараме и правичната награда да постанеме еднакви меѓу еднаквите. Нема ромите да ја работат само тешката работа, него ќе ја работат и тешката и интелектуалната работа, како што ја сработуваат секој еден граѓанин. Не ќе сакаме да не гледат пред се како роми, а потоа како граѓани, него ќе не гледат како граѓани на нашата држава. Нема да стоиме на социјалните шалтери и да не малтретираат административно за добивање на некој документ, социјална помош и така натаму, него ќе вклучуваат, ќе не интегрираат во администрацијата како роми, за да можеме побрзо и поблиску да им помогнеме на ромите кои не ја разбират администрацијата. Ќе бараме да имаме доверба во секој орган. Во секој орган. И тоа не само ромите. Оти сега го водиме и Министерството за односи меѓу заедници, ја таков став креирам такви политики за секоја подетнакво, за секоја заедница во наша држава. Ако го даваме чувството на стабилност, на еднаквост, на сигурност во нашата држава, на сите заедници, оти ова наше министерство е дом на сите заедници. И тие мора да ни веруваат дека сите нивни проблеми ќе протечат од ова министерство, има да ги решаваме, има да ги донесеме на статус да постанат еднакви меѓу еднаквите граѓани. Не ни е потребно на нашата држава да доминира некоја заедница, една, втора или трета. Велам повторно, законите се општи и нужни, ќе важат за сите подеднакво. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е Неждет Муздафа. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Неждет Мустафа. Господине Мустафа, како ја оценувате досегашната истрага во Кочанската трагедија? Дали ова конечно време кога се покажа дека нема веќе ваши и наши? Како гледате на она што се случува досега? Дали одговоривте како влада на предизвикот? Сметам дека тука нашата влада тимски настапи и во една силна соработка со нашите комши државите кои што не поддржа во еден силен временски брз интервал, покажавме
дадовме еден сигнал во такви тешки моменти дека болката на едниот е болка на сите граѓани. Лично јас сум задоволен од таа импресија што покажавме еден голем хуман граѓански гест, болка кон секој еден припадник на оваа наша држава. Тука не се разликувавме по некој би било скандал дури тука да се разликувавме по некоја етничка или било каква форма. Жалосно е што се случи еден таков скандал во нашава држава. Еден таков скандал беше со огромна поддршка на државите кои што ни ја пружаа својата пријателска рака. И сметам дека овој пријателски сигнал кој што ни го дадо нашите држави остава еден силен впечаток дека спорните моменти кои што ги имаме со нашите држави, кои што ни се наши соседи, отвараат простор, дека нема проблем кој што не може да биде решлив, користејќи моќта на разумот. Уште еднашка повторно ќе се преповторуваме дека не би сакал да помислам да се појави уште еден таков грандиозен, во негативна смисла, проблем изранет на секое семејство, кои што не знам како семејствата ќе можат ова рана, ова болка да ја понесат, ама ова е голема опомена на нас, на идните генерации, дека непочитувањето на законите при функционирањето на локалите не донесува до такви скандали. Мораме да клекнуваме и да се наслонуваме према законите. Мораме да подпаѓаме под строго почитување на законите. Дали тоа ќе се работи за функционирање на еден локал по сите норми каде што гласи законот за било која дејност. Може би веќе колку некои децени не се сеќавам да има редовни инспекторски служби во ваквите случаеви, но сепак за несреќа сепак се доведовме до ситуација дека нема бегање од законот. Дека било која импровизација со законите ќе не донесе, да не даде Господ, го болам Аллах, да не даде уште еднашка со непочитување на законот, да не донесе такви скандали. Се додека законите ги креираме према нашите интереси или политички интереси, партиски интереси, а не државнички интереси, ќе направиме такви скандали во за штета на граѓаните. А дека почитувањето на законите исто така, некои што не сака да го почитуваат, тоа не им е во форма ова што го говорам, но една права држава својот авторитет го гради со вакво поставување. Нашиот заробен во однос дека Република Македонија е скептичка во однос на градене на една стабилна, цврста држава, па зошто би го имале тој заробен за Бога? Низ европските држави една локална самоуправа, која што живеат 2 милиона, 2,5 милиона, 3 милиона, ја владе еден градоначалник. Ние сме држава каде што имаме многу силни структури, локална самоуправа, законодавен дом, извршна власт, судство, со многу директоријати, со многу агенции, и да немаме контрола на градењето на авторитетот на нашата држава и практикување на законите, тоа е, мислам, кој што треба да се ослободи од сопственото робство. Мора да клекнуваме сите пред законите. Како дел од владината коалиција, како ја оценувате коалицијата? Опозицијата ве наоѓа гачки, тепила, нестабилна, што малку е нелогично според бројот на пратеници кои што се дел само од коалицијата на ВМРО ДПМН. Но еве, како ја оценувате коалицијата? Дали е стабилна? За мене е разбирливо да се има во првите 6-9 месеци одредени недоразбирања во коалиционите блокови, поради одредени партиски интереси и така натаму. Ама сметам дека во однос на нашата коалиција предводена од ВМРО ДПМН, мислам дека тука нема коментар.
Во однос на албанската коалиција, сметам дека имаат они поставено многу стабилни постулати во однос на нивните нови погледи. Една генерација која што нуди нови погледи, нови престројувања и сметам дека дури ако има некоја разлика со нивниот здрав разум и здрави политики, таму имаме лидери кои што се искусни, кои што ја знаат вредноста на владењето и на коалиционото здружување. Верувам дури ако има нешто, тоа ќе се надмине и ќе се задоволат партиските интереси во интерес на државата, оти ние сите овој состав на влада кој што е комотен, доста е комотен, имаме доста задачи пред нас кои што секојдневно мораме да решаваме задача по задача и мора да се престројуваме во европското семејство каде што ни е местото. За жал, изостануваме, иако бевме така наречени балкански лидери во однос на поставеноста према европските аспирации према нашата држава, но за жал, скренавме на некои страни кои што не доведоа до таква состојба. Овие силни политики и државнички политики кои што ги креира водечката партија ВМРО-ДПМН со премиерот Мицковски, сметам дека ќе донесе една нова страна во историјата на нашата држава, ќе пренесе силни сигнали и препораки до Европската комисија, а дека нашето семејство е во тој круг на семејство и дека немаме друга алтернатива освен да се престројуваме во тој европски вагон со силен реципроцитет во однос на нашата поставеност, не со поклони, но со силен државнички реципроцитет и исполнување на критериумите за кои што имаме апсолутно стабилен и стручен кадар и квалитетни министри кои што креираат активни политики секојдневни. Гледате и самите вие дека секојдневно се случува да отвараме нови можности за вработување, нови силни буџетски средства за оваа мала држава, која што имаме можност да направиме држава која што може да биде сон за секој еден европски граѓанин да посакува да живее во оваа држава наша и покрај географската поставеност, покрај прекрасната геостратешка структура на нашата држава, сметам дека чекореме во еден добар пат. Ви благодарам што бевте мој гостин и уште еднаш ви го честитам Меѓународниот ден на ромите за многу години. Ви благодарим на вас, на вашите прашања кои што сметам и мислам дека се обидов да одговорам доста конструктивно и отворено. Токму на денот на Меѓународниот ден на ромите сакав да дадам една рефлексија дека нашите говори ќе бидат на овој стил со препознавање на политичката реторика на ромските интелектуалци кои доаѓаат со својот здрав разум, со својата здрава поставеност и ќе бидам горделив со новата политичка елита која што веќе се спремаме да ја внесеме во локалната самоуправа, ќе биде елита која што ќе внимава на демографската поставеност на локалната самоуправа Шуторизари и ќе гради, повторно ќе се вратиме на нашиот сон за локалната самоуправа да биде мнозинска ромска локална самоуправа со перфектни урбанистички планови. Ви благодарам уште еднаш, ми беше чест. Благодарам на вас. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.